Здраво живо! Добро дојдовте во уште едно мое видео. Ова видео ќе се однесува за енергетската ефикасност на куќите од земја или куќите од природни материјали. Тоа ќе го докажам на тој начин што моментално е лето, почна високите температури и сега оставив термометар надвор да видам колку е температурата. Значи прво ќе измерам надвор колку е температурата, потоа ќе го внесам внатре, ќе измерам во куќичката колку е температурата. И така ќе направиме една мала споредба за тоа колку се енергетски ефикасни овие куќи и зошто треба се повеќе да ги правите. Значи не само што се поевтини, не затоа што се долговечни, не само затоа што се поздрави од конвенционалните куќи, овие куќи ви нудат и енергетска ефикасност, односно заштеда. Знам дека тоа е нешто со кое што системот не ќе да слушне за таа заштеда, затоа што системот се заснова на конзумеризам, односно ние од тие пералници за мозок школи па натаму сме учени дека се треба да плаќаме, дека се треба да му плаќаме на некој друг, а дека едноставно нема друг начин и друго решение, па токму тоа и ми е темата и токму за тоа сакам да зборувам, односно дека постојат објекти кои што може да ве ладат во лето и да ве греат во зимо. А тоа се куќите од природни материјали, кои што се повеќе се прифаќаат во светот, односно луѓето се повеќе се враќаат на кај тој традиционален и паметен и милостлив начин на живот и на градба. Затоа што овие градби не штетат на природата и на тој начин вие не само што добивате корист од природата преку тоа природно ладење и топло, вие едноставно и покажувате милост, односно дека сте луѓе кои што се грижат за природата, кои што сакаат природата и кои што сакаат природата да биде долговечна. И токму затоа се одлучувате за оваков тип на градба. Значи јас сега го ставив термометарот надвор, тоа ми е подценка, ќе одиме сега да измериме и подоцна одиме внатре да видиме колку ќе биде внатре температурата. Па ајде со мене да направиме еден мал експеримент, па ќе процените сами за што зборувам. Значи еве сега сме надвор и тоа подсенка. Меѓутоа е многу спарно, температурата е околу 35 степени, 36. А на сонце достигнува сигурно и повеќе степени. Ова е надвор. И сега ќе го однесам термометарот вонатре, за да видиме внатре во куќичката колку степени е. Ајде одиме сега внатре во куќичката и да видиме колку степени е. Како што гледате, куќичката е направена од земја. Дополнително на тоа има ставено изолација, меѓутоа само од предната страна, од задната страна нема изолација, значи е изложена на сонце. Така да не е ни идеалната температура, може да биде уште поладно. Значи, како што гледате, сонцето е највисоко. Го ставивме термометарот вонатре не многу долго, 4-5 минути. Значи, што видовме надвор околу 36 степени. Моментално е може би пожешко, затоа што сонцето е сега на највисоко, односно околу 1 часот е. Јајде да одиме сега внатре да видиме внатре колку температурата ќе покаже. Ќе одиме внатре, веќе одма се осеќа ладно. Куќата не е поврзана на струја, затоа нема клима. И како што гледате, може да се види убаво, внатре е 23 степени. Значи температурата внатре моментално е 23 степени, после само 5 минути 23 степени е внатре температурата. Значи достигнато е ниво на клима
После само 5 минути верувам дека таа температура паѓа и околу 20 степени, тука некаде се движи за време на летото. Меѓутоа сега покажува 23 степени, што е солиден резултат. Видовте дека надвор е 36 степени, внатре е околу 23 степени, а паѓа температурата, тука се движи разликата од 13 до 15 степени разлика летно време. Така да ова е уште еден доказ за тоа колку овие куќи се енергетски ефикасни. И да напоменам само дека воздухот внатре се осеќа свеж, се осеќа ладното и на некој начин се осеќате како да сте на планина. Затоа препорачувам на сите да се заинтересирате за оваа природна градба, да се заинтересирате за природни начини на ладење и на греење, затоа што верувајте ќе помогнеме многу не само на природата, туку и на оваа планета, затоа што тоа е еден круг во кој што сме влезени со тоа претерано конзумирање, верувајте тоа сето неординарно, нема ни да оди. Меѓутоа не ве плашам, доволно сме исплашени сите и од самата природа и од самите мејнстрим медиуми. Но едноставно тоа е времето во кое што живееме, едноставно мора да мислиме за иднината на нашите генерации, на наредните генерации, на генерациите што доаѓаат. Ние едноставно мораме да го оставиме светот во подобра состојба од тоа во кој што сме го нашле. Токму природната градба, природните начини на ладење преку земјата овозможуваат да се помогне во тој процес. Затоа ве молам сите да прекинеме со бетонизација, да намалиме колку што можеме. Знам дека луѓето се подсмеваат на овие информации, мене ми се подсмеваат, меѓутоа на крај шегата испаѓа на вас, затоа што вие плаќате цената, тоа го знаете, нели, вие ја плаќавте цената и за време на короната, кога седевте дома и чекавте вашиот господар да се смилува за да ве пушти надвор да испаднете, ќе чекате и во иднина затоа што се повеќе власт предаваме на тие структури. За жал, меѓутоа мое е да ви посочам на тоа, да ви укажам на тоа дека постои таква варијанта со природна градба. Другото оставам на вас. Исто така и ве поканил на 22 на 23 јуни гостувам во Србија. Сум гостин предавач на тема токму оваа тема природна градба. Собирот ќе биде покрај Алексинац, село Рујница. Домаќин е Кристина Кијачич или Мудра сова, може да најдете на Facebook, таму има повеќе информации за настанот. Доколку сакате да ме слушнете мене да говорам на оваа тема и да ви покажам како да градите куќи, тогаш дојдете на овој собир или на некој од моите собири кои што ќе ги правам во иднина, кај што може поблиску да се запознаете со овие теми. Толку од ова видео. Се надевам научивте нешто ново. Уште еднаш докажав дека овие куќи се енергетски ефикасни, здрави за живење и пред се прекрасни. Ви благодарам. Секој е добро. Се гледаме во некој наредно видео или низ нашата преубава Македонија.